Добар ден, почитувани гледачи. Затоа што здравјето е најважното и најдрагоценото нешто на кое секогаш треба да му посветуваме огромно внимание. Сигурна сум и се надевам, ве поканувам да го проследите и денешното издание на Визита, во која што повторно ќе зборуваме за одредени здравствени проблеми, како впрочем и во секое досегашно издание на нашата емисија, во која заедно со докторите кои што ни се на визита ги актуализираме здравствените проблеми, ги откриваме причините, ги посочуваме последиците и заеднички ги бараме решенијата. И денеска ги отвораме телефонските линии токму за вас, за да бидете дел од денешната визита во која овој пат зборуваме за очите. За сите проблеми и сите болести од кои страдаат очите и како да го најдеме најдобриот и најефикасниот начин за лекување токму на овие проблеми. Очите се парни човекови органи кои се прозорец помеѓу душата и надворешноста. Секојдневно гледаме и можеме да разликуваме огромен број нијанси на бои. Со помош на очите комуницираме во општеството, пишуваме, читаме, си ги извршуваме секојдневните обврски. Очите се нашето се. Тие се едни од најнежните органи во нашето тело. Затоа од суштинска важност е да се грижиме за нивното здравје и да не дозволиме да се развиваат инфективни процеси и болести во овој важен орган. Гледајте Визита и дознајте кои се најчестите проблеми со кои се соочуваат најнежните органи во нашето тело. Кој е најефикасниот начин за лечење на очните болести како очен притисок, катаракта, старечко перде и друго. Зошто плачеме? Дали е вистина или заблуда дека новата генерација телевизори се помалку штетни за очите? Колку е дозволениот максимум за престој пред компјутер за деца, а колку за возрастни? Како портокалот, морската храна, кељот и кикириките се борат против очните болести. Доаѓа доктор Златко Арнаудовски, офталмолог, стручен директор на Систина офталмологија. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден, поздрав до гледачите на Канал 5 телевизија. Задоволство ми е да бидам гостин во вашата емисија Визита. Ви благодариме и ги очекуваме во огромен број повторно да се јавуваат, да ги поставуваат прашањата токму до вас. Веројатно има и дел од она што го слушнавме и во самиот прилог како прашање на кои ќе го дадеме одговорот и многу други работи кои што се однесуваат на очите. Сите проблеми кои што можеме да ги почувствуваме, но и да го најдеме решението за да го излечиме тој проблем. Кои се најчестите болести или проблеми од кои страдаат очите? Неколку, да речем, како групи на болести би ги ставиле, од кои што најчесто страдаат очите. Тоа се пред се катарактата или старечкото перде, кој што по некои статистики, по некои бројки се смета за водечка причина за слепило во светот. Се смета дека до 2020 година ќе има околу 50 милиони пациенти кои што ќе бидат слепи или делумно слепи поради катаракта или поради старечко перде. И тоа веднаш да напоменам, тоа не е слепило вистинско, тоа е болест која што се лекува, односно е реверзибилно, значи доколку се лекува, односно доколку се оперира, се враќа видот. Втората многу честа болест поради која што пациентите го губат видот е покачениот очен притисок или глаукомот. Го викаме ние и тивок крадец на видот. Се надам дека ќе имаме понатаму и можности прашања во таа област да го објасниме зошто е тоа така. Шеќерната болест е една од исто така честите причини која доведува до намалување на видот, поради тоа што дијабетот ги зафаќа и крвните садови не само на органите ни селото, туку и на очите, оние фини, нежни и суптилни крвни садови, доведува до одредени промени на тие крвни садови и значи самата шеќерна болест во текот на својата еволуција има влијание и врз очите, предизвикува промени кои што ние ги нарекуваме дијабетична ретинопатија или макулопатија, значи промени кои зафаќаат мрежницата или ретината и точката на јасен вид. И уште една болест која денеска станува се почеста и еден сериозен проблем за решавање и во дури во развиените и побогати земји, тоа е макуларната сенилна дегенерација или тоа се старечки промени кои што зафаќаат точката на јасен вид, се поврзани со
со старењето, односно со годините. Тоа се 4 главни болести или да ги речем групи на болести од кои што најчесто страдаат очите, односно од кои што најчесто се намалува видот и тоа е она каде што ние треба да делуваме пред се превентивно, едукативно и понатаму во се разбира во дијагностицирањето и во областа на лекувањето на тие. Така во текот на животот можеме нешто да направиме, да влијаеме на овие фактори кои што ги предизвикуваат проблемите. Ги покануваме сега и нашите гледачи 30 91 557, ве очекуваме на овој телефонски број кој верувам вам добро ви е познат, да ги поставите прашањата токму за оваа тема за која што зборуваме, проблемите од кои страдаат очите, како да го најдеме решението за да ги отстраниме тие проблеми. Добар ден, повелете. Ала? Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до доктора Златко Арнаудовски. Така. Се извинувам. Јас бев негова пациентка на клинички центар. Многу ми е жал што си отидо таму, но му пожелувам голема среќа таму кај што отиде. И прашањето до него е ова. Јас откако заминав од клинички центар не сум отишла на очно, аз имам проблеми со очите. Посебно со десното око, така ми е оштетено повеќе. И прашањето ми е до него, имам на хипофизата аденом. Што ќе ми кажете, докторе? Ви благодариме за јавувањето. Голем поздрав, пријатно. Така, ви благодариме. Поздрав до нашата гледачка, мислам дека знам кој е. За кого станува збор, ќе се сетите веројатно. Пациентка моја која што долги години се познаваме. Аденомот на хипофизата е еден, да позицирам веднаш, бениген тумор, кој што се јавува во едно карактеристично место во мозокот, во хипофизата, односно во центарот од каде што се контролираат сите жлезди со внатрешно лачење. Тој аденом на хипофизата во текот на својот раст може да изврши компресија на очните нерви, заради тоа што неговата локација е точно на местото каде што очните нерви кои што излегуваат од очите на едно место се вкрстуваат па продолжуваат до центарот за вид во мозокот сместен во темпоропариеталната регија. Меѓутоа, точно тоа прекрстување на нервите се случува на местото каде што се наоѓа и хипофизата, односно каде што се развива тој аденом на хипофизата. Она што се случува е да овој тумор кој што е бениген во текот на својот раст може да изврши компресија или притисок на нервите и поради тоа сите пациенти кои што имаат аденом на хипофиза во протоколот на нивното лекување еден дел е и очниот преглед, прегледот на очното дно и она што е навежно да се направи треба видно поле, тоа што притисокот, односно компресијата кој што туморот може да го врши врз нервите, дава испад на видното поле, кој што ние можеме многу рано со оваа денесна современа технологија да го регистрираме, да го следиме и да во договор со неурохирургот, ендокринологот и целата екипа која што води пациентката да се договориме, односно да поставиме одреден протокол за лечење кој што, пак ќе кажам, зависи од не само од очите, односно од испад на него, зависи од други параметри, дали ќе се лекува конзервативно, дали ќе се следи, дали ќе се лекува хируршки. Така, во секој случај повторно да се дојде на преглед, случај, на контрола, за да би требало пациентката да дојде на преглед, да го направиме тоа видно поле, да видиме што треба за проблемот да не станува уште поголем понатаму. Така. Повторно имаме гледач на линија. Добар ден, повелете да слушнеме кој е вашето прашање, може би проблемот кој што го имате со видот, па да го побараме и да го најдеме и решението. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до сите во студиото. Ви благодариме. Се јавувам за еден проблем. Мојот сопруг има многу често црвени очи, потечени капаци и често се јавуваат јачменчиња. Еднаш беше со 5 јачменчиња, па засек правеа, па стиска гној и многу често, тоа се јавува многу често. Лекарства примаше, антибиотици обично, тетерал, ово, оно, таму капки, масти се, ама тој проблем не се надминува. Многу често. Има исто и диоптер, и за далеку, и за близко, и со цилиндрични стакла е. Дали може кај да дојдеме на клиника таму да видиме, да испитаме што е проблемот? Ви благодариме за јавувањето. Се разбира дека може да дојде пациентот. Јачменчето
народски речено, представува едно воспаление на изводните канали на жлездите кои што се наоѓаат на внатрешната страна од капаците, лачат лој кои што ги малку ги подмачкува, да речем, ги замастува капаците, да кога се затворат очите, солзите не истекуваат надвор. Многу често банално, да речем, едно воспаление, меѓутоа непријатно заради тоа што е болно, не изгледа воопшто убаво и е една состојба која што треба да се лекува. Доколку се повторува, како што ни кажа гледачката, односно се работи за нејзиниот сопруг, секогаш им препорачуваме на пациентите да го проверат шеќерот во крвта. Значи да се го испитаат шеќерот, затоа што може да биде еден предзнак дека шеќерот е покачен и во тој случај треба да се преземе нели лекување на шеќерната болест. Не мора да значи, меѓутоа добро се разбира да се направи една обична крвна слика, да се види каква е состојбата. Лекувањето е тоа што и препорачале на пациентката, значи одредени антибиотски капки, ставање на масти антибиотски, греење и масирање на капак од горниот или долниот со лесна масажа да побрзо се ресорбира, или ако е веќе во една фаза да може да прсне јачменчето, добро е да прсне, да се издренира, да се исцеди и да се смири. Со оглед да се повторува, би препорачал на пациентката да дојдат на прелет, а мислам дека би требало да се направи и бриз од окото, за да се види точно која бактерија е таа што го предизвикува тој. Тореш веќе лекувањето ни е лесно, односно го знаеме, етилошко викаме, го знаеме кој е предизвикувач. Имаме голем интерес токму за оваа тема за која што зборуваме денеска, проблемите и болестите од кои страдаат очите. Добар ден, веќе го вклучуваме и следниот гледач, повелете. Биле, добар ден. Добар ден. Се јавам од Крива Паланка, многу ми е мило што си во канал 5 и поздрав до докторот, вака се јавувам. Сакам да го прашам докторот, имам 62 години, сега сум во редовна мислим пензија, си ја заслужив работејке. Со очите не сум имала проблем, али пред една година така ми се учина како да некоја мушичка ми улегна во окото, или немаше ништо. И еве една година осеќам, не ми смета, али како да ми нешто мрежи. И сакам да го прашам докторот, дали плачењето е штетно или корисно? Некој вика исплачи се, ти олевце. Како да се исплачим јас, кога се исплачим, па по 3 дена ме очите печат. Поздрав до докторот, многу ми е симпатичен и сакам да ми одговори. Се наубаво. Ви благодариме. Одговорот сега ќе го слушнете. Не расположи. Така, да. Многу позитивни гледачи кои што ја следат визитата, некогаш дали од некои повреди може да дојде до овие болести? Тоа што се жали пациентката не е болест, веднаш да се смири, да не се вознемирува, тоа е една состојба која што секој има во одредена фаза, нормално во понапреднатите години во животот се јавуваат одредени промени кои што пациентите ги доживуваат како мушички, прашинки, пајажинки, крпички, преталчења, како да им шетат на очите. Тоа е една состојба, пак ќе кажам, не е болест, ние ги викаме и така ги викаме и во медицината мушички. Меѓутоа, доколку се јават одеднаш, го заматат доста видот, доколку се следени со некои други симптоми, како што е, да речеме, појава на светкање, појава на замаглување, губење на сликата, тоа секако би требало да дојдат на преглед, за да се види, да се утврди точно што е, затоа што може да биде предзнак или некој клинички знак на некое веќе заболување. Меѓутоа, вака инцидентно да не се вознемирува гледачката, тоа не е ништо страшно. Што се однесува до плачењето, може слободно секој да се исплаче, не е плачењето штетно, нити ги исцрпува, нити ги троши тие солудни жлезди, напротив, тоа е еден убав механизам на одбрана на окото. Така, и солзите како му се потребни, нели, на окото за убав добар вид. Така. Да ги слушнеме и следните прашања на нашите гледачи кои веќе чекаат да ги вклучиме во визита. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Сакам да го прашам нешто, докторот. Јас сум оперирана пред една година од макуларна дегенерација, деформација, како да кажам, не знам. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Одлично ве слушаме. И една година како сум оперирана, тогаш гледав само 7%, а сега докторот ми вели дека гледам 10%. Меѓутоа јас не гледам дека гледам. И се уште имам проблеми, се уште окото ми крвари и изваден ми е силиконот, ми ставија вештачка леќа
и од време на време вака странично некако да се настранам, можам некоја точка нешто да видам, а некогаш не можам уопште да видам. Од пред мене вака не можам на 1 метро да разликувам кое што е. Дали постои уште една операција да се оперирам или навистина сум направила голема грешка со таа макула? Ако сака доктор да ми одговори, многу ќе му бидам благодарна. Така, ви благодариме и ние вам за јавувањето. Дали треба и нешто дополнително да прашате? Во главном е јасно. Се работи за една многу тешка патологија која е исклучително деликатна за решавање и секогаш многу се размислува околу тоа додека се донесе решението за да се оперираат тие промени кои што се во макулата. Макулата е точката на јасен вид, значи таму каде што се создава на најубава, најпрецизна слика со најубав контраст, со најубава боја, со најлесна адаптација на сите промени кои што настануваат во надвршната средина. Решението за хирургија на макулата е секогаш, ви реков, многу тешко да се донесе, меѓутоа бидејќи е оперирана, значи дека постоела индикација да тоа се оперира. Промените или таа макуларна дупка, што ја кажува пациентката, која што откако ќе се оперира се става силикон во окото за да се прилепи, за да се структурите нормално да се да го поминат нормалниот период на репарација после операцијата, после тоа силиконот се вади. Меѓутоа, она што треба да го знае пациентката е дека доколку не се оперира, промените имаат таква прогресија што многу драстично ќе го намалат видот. Се не би можел да кажам, би требало нормално да се прегледа пациентката, ова пак ќе кажеме на многу субтилна, посложена диагностика. Меѓутоа, хируршкиот тек е едниот дел, сигурно и на пациентката објаснета какви се последиците и исходот на операцијата во однос на видот. Меѓутоа, она што треба да го знае, пак ќе повториме, дека доколку не се оперира, промените имаат таква прогресија да многу ќе го намалат видот и оштетувањата на видот се многу сериозни. Така. Честите контроли, веројатно и самата промена која таа ќе ја чувствува, нели ќе се види што треба понатаму. Вклучуваме уште еден гледач, пред да ги погледнеме рекламите и пред да погледнеме еден интересен прилог кој го подготвивме токму за вас, повелете да го слушнеме и вашето прашање. Добар ден. Добар ден. Ве молам вака, сега окото едното око имам точка во окото. Така да, таа точка некако доаѓа со опавшешност периона. И по некој тури ми се чини кој ќе се позаборам дека имам точка на окото, као да ми летат комарци кој ќе погледам лево десно. Така ми значи кој ќе се познае. По комарци петне некој имам на десната страна од око. Меѓутоа што е најстрашно, еднаш ми се деси дека во самото око кога погледам лево и од десно, ми се појават некои варници од страна на окото како ако она шмир шајба кој има кога се сече железо. Такви варници ми лета од око. Тука ме паши тоа. Тоа е сакам. Така, ви благодариме. Точка да, окото, веќе може да се надврземе на претходно прашање. Да, таа точка што му шета на пациентот на окото и би можеле да речеме дека не е некаква патологија, дека е некаква состојба. Меѓутоа, ова веќе што ги кажува овие симптоми, овие знаци дека му се уват како при варење оние светки или секавици, веќе е знак дека на периферијата, велиме ние, на ретината. Што е тоа? Ако погледнеме окото како топка, на пресек од внатрешната страна се наоѓа мрежницата или ретината, ние велиме на периферијата, значи на внатрешната страна кон краевите. Постојат промени, дегенеративни или промени кои што настануваат со годините. Тие промени се такви да постои можност таму да се јави некаква преснатина, дупка или каде што веќе низ таа преснатина или дупка може да влезе субретинална течност, која што ќе почне да надклева мрежницата, па да дојде до аблација на мрежницата и така натаму, значи да не го вознемируваме пациентот со една теорија понатаму кај што би било. Пројавувањето на тие светки што ги има е симптом поради кој што треба да се јави на преглед за да се расшират зениците, да се направи преглед на очното дно со специјална призма која има 3 огледала, да се види внатрешноста на окото, да се види дали има некакви промени. Обично тие светки се јавуваат во моменти на тракција или влечење или разлекување на тие структури кои што се нежни и се јавува ваков феномен како светки да се јавуваат.
би му препорачал додека да дојде на преглед да не се занимава, односно да избегнува тешка физичка напорна работа и нагло веднење, нагло исправање за да не се случи некаква компликација. Меѓутоа мора да се направи преглед, веројатно ќе треба ехо да се направи, препорачувам преглед сега. За да се открие кој е проблемот. Сега следува краток блок реклами, веднаш потоа ќе го проследите прилогот во кој што зборуваме за тоа зошто плачеме и зошто солзите се неопходни за нормално функционирање на видот, а во текот на рекламите јавувајте се и ве очекуваме веднаш потоа да ве вклучиме во емисијата во Визита за да ги поставите вашите прашања. Vendoksin kapi koristim više od 5 godina. Počeo sam da ih koristim zbog problema sa nogama, nisam mogao da hodam, imao sam strašne bolove u listovima, nisam mogao da pređem ni 100 metara, prsti su mi dole bili hladni. Sad bi mogao da preporučim ljudima koji imaju takve i slične probleme, slabu cirkulaciju sa krvnim sudovima, sa zapušenjem, kao ja što sam imao, da koriste, jer Vendoksin kapi stvarno pomažu. Vendoksin kapi preduzeća Alternativa Medika ispoljavaju blagotvorno dejstvo kod gotovo svih poznatih poremećaja u krvnim sudovima. Vendoksin otklanja osjećaj zamora i trnjenja nogu i ruku. Snabdeva tkiva kiseonikom poboljšavajući protok krvi kroz periferne krvne sudove. Smanjuju mogućnost stvaranja tromba i zaštitno deluju kod dubokih venskih tromboza u periodima posebnog rizika, mirovanja u postelji, trauma, stanja posle infarkta, moždanog udara. Povoljno utiču na otklanjanje simptoma izazvanih infarktom, dezorijentisanost, povišenu temperaturu, osjećaj zamora i glavobolju. Povoljan uticaj imaju na funkciju jetre, detoksikaciju i metabolizam masti, smanjujući koncentraciju triglicerida i holesterola u krvi. Kapi deluju na hemoroide tako što utiču na njihovo zarastanje, epitelizaciju i sušenje. Povoljno utiču kod povreda u sportu, tupih povreda, nagnječenja i stanja posle preloma. Zbog svog blagotvornog dejstva na prokrvljenost svih organa, Vendoksin kapi mogu koristiti i potpuno zdrave osobe. Na osnovu iskustva moje majke video sam da je imala rezultata sa korišćenjem Vendoksin kapi i posle toga sam naručio i ja, to je otprilike bilo pre jedno godinu dana. Moj posao je već nekoliko godina nazad, 4-5, vezan za stajanje. Ceo dan stojim ovde u perionici veša, takođe i plešem, tako da aktivan dan od 18 sati je nešto normalno za mene. Uveče kad dođem kući nema teorijske šanse da zaspim, proširene vene, boli, peče, glavobolje su isto bile česte. Posle nekih mesec dana otprilike videla se ogromno poboljšanje. Nema više bolova u nogama, ne koristim više lekove za bol i što se tiče nogu i što se tiče glave, svi bolovi su nestali. A najviše ono što me oduševilo to je da su se vene povukle, više nemam proširene vene, ali najvažnije mi je bilo da prestane taj bol. Ovako mlad zaista imam odlično iskustvo sa njima i savjetujem i za sve mlade sportiste, ljude koji imaju problema. Da vam kažem nešto, Vendoksin kapi su učinile pravo čudo u mome životu. I posle 5 godina korišćenja Vendoksin kapi, moje telo se podmladilo. Aktivna sam na penzionerskim zabavama, na izletima, putovanjima. Mnogi moji prijatelji su po mome savetu počeli da koriste Vendoksin kapi i prezadovoljni su jer su stvarno delotvorne. 10 godina već upotrebljavam Vendoksin kapi. Dijabetičar sam i mnogo su mi pomogli. I njihovom upotrebom toliko je došlo do napretka da su bolovi prestali, cirkulacija mi se normalizovala, normalno sam hodao, išao na posao bez ikakvih problema. Svi ljudi koji imaju te probleme, bolove u nogama, slabu cirkulaciju, neka probaju, jer ja sam osjetio velike promene. Zbog velikih bolova u nogama, pre 10 godina sam počela da koristim Vendoksin kapi. Dotle su mi noge bile hladne, otečene i bolne. Posle korišćenja Vendoksin kapi, noge su tople i bolovi su prestali. Preventive radi, nastavit ću i dalje da pijem Vendoksin kapi, da se problemi, odnosno bolovi, ne bi vratili. Preporučila bih svim ljudima koji imaju problema sa upaljenim venama da koriste Vendoksin kapi.
Солзите на нашето лице може да значат дека сме очајни, лути, вознемирени или среќни. Но тие се неопходна заштита за очите. Уште од самото раѓање поттикнуваат цела низа физички и хемиски реакции кои му овозможуваат на новороденчето да преживее. Постојат повеќе различни начини на плачење. Сув плач без солзи, плач заради болка. Плачеме и кога имаме страно тело во окото, а човек може и да се преправа дека плаче. Нешто што порано било дел од многу култури, а денес е секојдневие по филмовите. Зошто новороденчињата плачат без солзи? Плачот кај новороденчето е нешто сосема друго. Кај него нема солзи, затоа што развојот на солзната жлезда завршува во 3-тиот до 4-тиот месец од животот. Во тек на првите месеци од животот тоа е единствениот начин на кој бебето може да и соопшти на мајката дека е гладно, дека нешто го боли и дека е осамено. После првите месеци од животот па се до зрело доба, со плачот се искажува болка или чувство. Како во текот на животот стануваме плачковци? Плачливост е исклучително лична особина. Во секој од нас постои емоционален праг, кој кога ќе се надмине почнуваат солзите. Истото важи и за плачот од болка. Прагот зависи од возраста и искуството. Па така, ако на детето доволно му е само да му се земе играчката за тоа да заплаче, на војникот вратен од војна му треба многу повеќе. Во светот каде што мажите имаат висока положба, за жените солзите често представуваат начин на преживување, а за машките, напротив, плачењето е израз на слабост. И оние кои никогаш не плачат, годишно проливаат по 2 литри солзи. Што значи поимот крокодилски солзи? Според една легенда, крокодилот плаче откако ќе го растргне човекот зашто горко се кае. Па затоа изразот крокодилски солзи се користи за некој што лажно се кае. Всушност, крокодилот воопшто не може да плаче затоа што тој нема солзни канали. За неговиот плач се зборува заради провидната мембрана во крајот на окото, која кога е отворена, наликува на солза. Се надевам дека ви беше интересен прилогот и дознавте и слушнавте многу интересни работи за кои може би се досега и не сте слушнале. Веднаш го вклучуваме и следниот гледач во интерес на времето за да ги слушнеме нивните прашања, но и до крајот на визита да објасниме сите работи кои што се битни и важни за нашиот добар вид. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете. Јас имам проблем со левото око. И кога отидов на лекар во дом на железничарите, ми кажа дека имам перде, меѓутоа не е созреано и дека е рано за операција, за отстранување, меѓутоа да одам после 6 месеци на контрола. А јас секогаш, тоа веќе секојдневно се случува, дали од синусите, пошто страдам и од синусите, не знам, имам некој секрет што ми се слива по каналот и народно кажано горелавост. Добро, ви благодариме за зајавувањето. И сега не знам дали да чекам 6 месеци или пак да се јавам пред тие 6 месеци на друг лекар. Така, ете сега ќе го слушнете и одговорот. Катарактата или историчкото пердење или чест проблем? Да. Веќе во таа возраст кај луѓето. Е многу чест проблем. Лекувањето на катарактата е исклучиво хируршко. Значи не постои капки, било какво друго лекување. Значи се лекува само со операција. Операцијата се вика факоемулзификација или тоа е ултразвучна операција, ја завика ласерска, не е ласерска операција. Операцијата е брза, ефикасна, едноставна. Ја работиме како еднодневна хирургија, значи пациентот не лежи во болница. И она што е најважно, и она што го препорачуваме на сите пациенти е да операцијата може да се изведе колку што е порано, толку подобро, заради тоа што е исклучително безбедна и на пациентот му овозможува многу брзо враќање на секојдневните активности и враќање на нормалниот вид. Значи, во принцип, нема потреба да се чека како што се чекаше порано. Така. Да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Ден. Поздрав до емисијата. Ви благодариме.
Би сакала да прашам за мажот ми. Мажот ми има 50 години и има надворешно перде. Може ли докторот нешто да ми каже за тоа? Во ред, ви благодариме. Благодарам. Пријатно. Надворешното перде, народски го викаме крилце, тоа е една хипертрофија на конјуктивата врз окото, тоа не е внатрешно перде, ова за кој што реков претходно, меѓутоа и ова надворешно перде, птеригиум се вика медицински или латински, се лекува хируршки. Значи ви препорачувам да дојдат и да се отстрани една многу лесна рутинска интервенција. Така. Едноставна процедура, веројатно нема потреба нели за страф и плашење. Не, ништо страшно. Сепак кога веќе ќе се врати видот онаков каков што нели е потребен, ќе се поминат сите тие работи, Така, вклучуваме уште едно јавување. Јас споменав и на почетокот она што го реков дека сум сигурна дека ќе предизвикаме огромен интерес кај вас токму и со оваа тема која денеска ја обработуваме. Повелете да ве слушнеме кратко прашањето за да го добиете и одговорот, за да ги слушнеме и останатите работи. Добар ден. Се јавувам од Струмица. И сакам да го прашам докторот. Девојчето е оперирано пред 11 години на 3,5 годишна возраст во Софија од стребизам. И сега, кога е ојдело у Скопје на контрола, се и кажале дека резот е многу длабок и дека во иднина ќе има многу страшни главоболки. Дали тоа е точно, бидејќи девојчето и набиват некои комплекси, сега е стегнена, се плаши. Ако може докторот нешто да ме каже за тоа. Благодарам многу, пријатно. Дали треба, доколку сте на линија се уште? Од што е оперирано, не ве... Страбизам. Од страбизам? Не ве слушнам добро. Благодарам однапред, пријатно. Страбизмот се оперира во принцип во порана детска возраст. Значи да се доведат очите во една нормална позиција, да не бере едното или другото око, после што се носат на очари, со тоа се фактички се рехабилитира видот, а се решава проблемот не само од естетска, туку што е најважно од функционална страна. Не сум чул за такво нешто дека резот е бил длабок, па главоболки нешто. Мислам дека е некаква банална таков проблем, значи работа. Мислам дека не би имал никаков проблем во иднина. Меѓутоа нека дојде на прилет. Не би, мислам дека нема нешто вознемирувачко. Или пак некој проблем? Да. Во ред, јас се надевам дека е задоволна гледачката и од она што го слушна како одговор. Доктор Арнудовски, ни остануваат уште 5-6 минути да ги кажеме уште неколку битни работи кои што не ги спомнавме. Слушнавме за катарактата или старичкото перде, начинот на лекување на високиот очен притисок, на други некои проблеми кои што се поврзани со очите. Глаукомот или покрачениот очен притисок е доста често заболување. Препорачуваме пациенти над 50 година еднаш годишно да го мерат очниот притисок, посебно доколку се оптеретени фамилиарно, значи имаат историја дека во семејството имал некој глауком или покрачен очен притисок. Денеска тенденцијата на лекувањето на глаукомот, кој што е една доживотна болест, тоа не е болест која што ќе ставаме капки кратко време ќе го излечиме притисокот, значи болест која што се лекува доживотно, бара редовни контроли под и терапија онака како што ќе пропише докторот, а се тенденцијата денеска е да се лекува со капки во исклучително да речам ретки и случаи кои што се рефрактерни или отпорни на терапијата, решаваме за хирургија на глаукомот, меѓутоа глаукомот, односно покачениот очен притисок, го лекуваме со капки, има многу голем избор на лекови кои што се, односно капки кои што ги користиме во терапијата на глауком. Така, во секој случај ефикасни и добри начини на лекување на сите овие болести на очите од кои страдаат. Сега да споменеме и да ни кажете, да не посоветувате како да препознаеме и да откриеме дека децата можеби имаат некаков проблем со очите. Колку им е дозволено да седат пред компјутер, бидејќи најголемиот дел од времето го поминуваат пред компјутер, и како тој влијае на видот? Да речеме, современа болест дури ја викаат веќе како ентитет, како компјутерска болест. Што треба да знаеме, што е тоа што ни се случува кога работиме долго време на компјутер? Прво што се случува, ние велиме една појава на спазам на акомодацијата. Гледајќи долго време во екранот, ние окото го фиксираме да гледа на одредено растојание,
Тоа е една принудна положба за окото, значи окото го држиме напрегнато во одредена состојба да гледа на фиксирано на едно растојание. Значи, правиме еден грч или спазам на таа мускулатура. Второ, ние сме во една принудна позиција кога ќе се видиме како изгледаме кога сме на компјутер, значи со укочен врат, со една позиција неприродна, со рамото истегнато, со палецот и со прстот на глувчето. Значи, го доведуваме целото тело, не само очите, во една принудна позиција. Со време тоа се рефлектира. Значи, се пробуваат, може да се јават главоболки, може да се јават понатаму болки во вратот, проблеми сериозни со зглобовите. И од тие причини препорачуваме да време трењето на седење на компјутер го ограничиме и после период од 20 минути станеме, направиме мала пауза, 20 на секунди е доволно. Значи, американците имаат правила едни интересни, кои се едноставни за памтење, вика 20-20-20. Значи, на 20 минути работа на компјутер, направете 20 секунди пауза и гледајте далеку на 20 километри. Значи, гледајте далеку низ прозор. Окото ќе се одмори, вие ќе се размрдате, малце ќе земете воздух, ќе се наместите, ќе се едноставно ќе се прилагодите да повторно се вратите на компјутер. Овозможуваме и на телото и на организмот, потоа полесно, нели? Значи, проблемот не е во зрачењето. Проблемот во работата на компјутерот е долгото седење во принудна положба. И тоа треба да скратиме. Така. А како да препознаеме кај децата дали има некаков проблем со очите за навреме, нели да се оди на кај децата се обидуваме веќе после година, една година или веќе втората, третата година да на одреден преглед. Тешко е кај децата да се открие слабовидоста, освен ако не е од потежок степен, кај што родителите ќе приметат дека е нешто сериозно. Кај децата, за жал, и она приближување до телевизорот, до екранот, не мора да ја знаат дека некаков проблем е со видот. Децата кога гледат цртани филмови се сакат што поблиску, никако да се соживеат со сите. Возбудливо и сакат да се соживеат, и они поинакво преработуваат таа информација. Меѓутоа, ќе кажам, родителите се сепак тие кои што со некои едноставни вежби може да или игра да видат дали детето гледа. Значи, низ игра да му се покажува одредена играчка на различно растојание, да се обиде детето да го затвори едното око, па да гледа со едното, па да го затвори другото, па да гледа со другото. Значи, некои прости едноставни вежби, да речеме, одредена играчка што детето сака, да му се даде да гледа на различно растојание, и тоа се тие едноставни вежби преку кои што може родителите да видат дали детето гледа или не. Вистина е ли заблуда дека новите генерации монитори, телевизори помалку им штетат на очите? Бидејќи долготрајното седење нели пред телевизор? Оваа современа технологија е таква да фактички не постои зрачење штетно. И тоа пак ќе кажем, долготрајното времето на седење, долготрајното, тоа е проблемот што не е. А вистина е, волшебно е, нова технологија, нови екрани, нова HD слика, која што е привлечна, прекрасна, јасна. Значи, за секој е тоа убаво, интересно, привлечно да седи долго време да се... Така, значи, како пред компјутер, така и пред телевизор, гледање малку пауза, со паузи да се ограничи сепак физичката активност е исклучително значајна. Така. Јас ви благодарам, доктор Арнудовски, што денеска бевте на визита кај нас. Гледачите, сигурна сум дека се задоволни од сите она што го слушнаа како одговор токму од вас. За очите ќе оставиме простори во некоја друга емисија да зборуваме. За сите овие. Со задоволство, времето кратко е, многу брзо помина, нели? Помина. Ми е драго ако нешто успеавме да им покажеме, да им помогнеме или да им објасниме на нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш, а ние завршуваме со прилогот и советите кои продукти и намирници овозможуваат и предонесуваат за подобар и поздрав вид. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете ни во добро и убаво здравје, пријатен ден и ве очекуваме повторно утре во истиот термин со нова визита на Канал 5. Проблемите со видот се чест проблем во денешницата. Очите во современото живење и современите работни обврски имаат за задача цел ден напорно да работат, па затоа и проблемите со видот и здравјето на очите се почести. На крајот од денешната визита ви представуваме неколку намирници кои ќе ги штитат вашите очи и ќе го намалат ризикот од појава на најчестите болести на овие органи. Портокал. Портокалот е волшебна намирница кога е во прашање здравјето на очите.
Свежо исцедениот сок од портокал е најидеалното решение за зачувување на здравјето на истите. Според последните истражувања, половина литар свежо исцеден сок од портокал секој ден ќе доведе до двојно намалување на ризикот од појава на катаракта. Витаминот С и другите намирници во портокалот го стабилизираат очниот притисок и го намалуваат ризикот од сенилна макуларна дегенерација. Морска храна. Морската храна содржи многу корисни состојки, како за очите, така и за целото тело. Добар дел од оваа храна содржи голема количина цинк, која заедно со витаминот А го произведуваат меланинот, кој има за задача да ги штити очите. Освен во морската храна, цинк има и во гравот, боранијата, грашокот, оревите, бадемите и слично. Келј. Лутеин и заексантин се елементи кои можат да се најдат во келјот, а можат исто така да се најдат и во окото. Со редовно конзумирање на овој зеленчук, вие имате многу помали шанси да развиете сенилна макуларна дегенерација, а освен тоа, антиоксидансите од келјот не само што ќе ги заштитат очите, туку ќе го заштитат и целиот ваш организам. Кикирики. Кикириките се богати со витамин Е и омега-3. Овие елементи се докажани борци против катаракта, но и против скоро сите болести кои ги напаѓаат очите. Редовното консумирање на кикирики двојно го намалува ризикот од овие заболувања.